može čovjek ni da se najade od pusta siromaštija. Har, ne stignuva, ne možem. Nemam sila da работам. Не стигнува јадењето. Не знам. Оти така наопаку ни оди работата. Мене и тебе, а? Ете, не е да речеш дека не работиме, трчаме. И тоа сите. Јас цел ден не сум седнала, дечињева помагаат колку што можат ваму таму. Ти цел ден на нива, не знам јас шо ќе е. Не бива земјава, не е добра, сува, не дава, не раѓа, суша голема. Суша. Колку ги има со иста земја ко нашата? И таа неродна и за нив е суша, нели? За нив. И пак некако им оди работата. Туркаат, имаат, не знам ова наша во што ќе бе. О, златен Свети Никола. Ајде се помолам јас пак на Свети Никола, може ќе ме чуе. Може ќе ми ги чуе молбите, па ќе се смилува да помоли. Свети. Мили Боже, и ти златен, Свети Никола. Поможете малку од малку да се избавиме од оваа пуста сиромаштија. Умни луѓе сме, честни, безгрешни, работливи. А иако сме сгрешили нешто, не сакајки сме сгрешили. Златен Свети Никола, моли го Господа да ни помогне малку да не обогати. Да живееме и ние ко другите домакини. Дојадовте? Да, готово. Ајде, дечиња, ајде, пилиње, да се легнете. Ајде да се одморите. Работе. Не чекај утре. Ти од оваа страна, овде. И убав немека, таму. Ајде. 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 Тие кутрите ми е жалко, ја ги гледам. Цел ден помагај, де ваму, де таму, де на овој, де на оно, и се за гроше и за мангари. И па гладни си легна. Не знам, бре, што греф направивме вака да не казнува секој ден, секоја ноќ му се молиме на Свети Никола, свеќа му упалиме. Ништо. Па барем да не посоветуваше, да ни дадеш ум како да бидеме поумни, да спечалиме, да заработиме. Трпение, спасение, домакине. Трпение и спасение. Ке не научи тоа. Ке ни даде ум. Само сака да види колку можеме да истраиме вака. Сака да види дали ќе му го славиме името и колку ќе му го славиме, иако тој за ништо не ни помогна. Добро, доста е. Трпение, спасение. Доста е за вечер, вајде, собире да легнуваме. Трпение, спасение. Да малку бре трпевме брежем. Малку ли? Така си е редот, домакин, ајде да легнуваме. Редот си е. Ајде, чергиве и парталин, мене чека за спиење. Ајде. Леле. Ај, како сум се ставила. Убав на мека. Ми ти исто што ке се покави. Зашто? До спајето. Това конче.
хлебчето. Еве ви по една. Така, много малко, тоа ви е за денеска, па може и чорбаджиите нешто ќе ви подадат. И слушајте, убаво да работите. Да не чуjem да ми се пожали чорбаджијата дека не сте сработиле нешто. Кој ќе се пожалат, мај? Не, и да не се пожалат. Не се пожалят. Ајде, добри се, дете. Нема? Ајде. А ти? Што си седнал? Си седиш, а? Ајде, станувај да одиме на работа, платна се стори. Се успавме денеска. Што требаше тебе ноќеска се вртешем таа вамута таму, како вампир не ме остави да спијам цела ноќ? Не знам, се размислив нешто, сон не ме ваќаш. Се размислил. Ајде да одиме на работа, нема што да мислиш. Нема. Заборив да се помолам на златниот Свети Никола. Ајде, стани заедно да се помолим. Слушај, ваму, жено, што ќе ти кажам сега? Јас гледам дека мене късметот не ми работи. И дека Свети Никола не сака со ништо да ни поможи. И затоа решив повеќе да не му палам ни свеќа, ни кандило, ни масло да трошам на иконата. Не би треба таква икона. Не ули на Господа и на златниот Свети Никола домакине. Слушај, ваму, што ти зборувам. Решив ќе одам негде да спечалам некоја паричка, негде далеко. Белким ќе дае ѓаволот и мене да ми тргне късметот. Леле, домакине. Кај ќе одиш? Туку ајде. Ете, така. Па ти знаеш како те учи умот, така прави. Ако мислиш дека некаде таму ќе печелиш, па оди, ако сакаш домакине. Што сакаш прави? Само едно да си знаеш. Од Бога и од златниот Свети Никола не кревај рак. Светител ни е Арен Лош. На Бога не кревам рака. Ама Свети Никола ќе го извадам од иконостасот, ќе го парчусам, ќе го запалам голдо. Не ми треба таква икона, така да знаеш која нејки да ни помогне. Леле, домакине, не можем да те слушам што зборуваш. Трпение, спасение, домакине. Трпение, мрпение, не бива појќе. Не ќам повеќе да си го трошам маслото и да му палам свеќа. Доста е веќе. Доста е, ќе си го барам късметот. Еве, и кандилото си изгаси. Немаме късмет, жено! Да знаеш, одиш на пат, а матер ми остана. Она што го направи со иконата, да знаеш. Така грешен што одиш на пат. Гревот остави ми го мене, крај ги децата. Така. Ама, покај се. Помоли го Свети Никола Златен да ти прости, оти кој знае, али ќе печалиш таму, али не, вака грешен. Голем ајр видов јас од него, та сега да му ја мислам. Ти остави ме мене и кога ќе дојдам, немој да видам икона негова да имаш клаено, така да знаеш. Ти како ќе кажеш домакине, така нека биде, што да правиме сега туку. Ајде. Со здравје. Сум ти ставила се, да имаш. Добре. За почеток, па и за после ќе ти се најде, за попат ќе имаш. Колку има, толку вие работете, печалете, правите без мене што ќе правите, па јас ако имам ќе пратам, ако не... Ако не здрави. Ајде, остави ми со здрави. Ајде, со здрави. Ој, леле. Си одам и си мислам за иконата што ја фрли во огништето. Ајде, не мисли на тоа.
се одмора малку. Уште многу ме чека. Кој сте вие, бе? Пријатели, те видовме како си спиеш, тука се одмораш, па решивме да те вардиме, да не ти направи некој што лошо. Ама вие да не сте оние, Тие сме лошо како мислиш, тие сме, ама ние не сме толку лоши како што прикажуваат за нас. Ние сме ударните. Ударните. Идеш, шо мака имаш, кај си тргнал вака? Кај сум тргнал? Тргнав. Среќата да си ја барам, немам късмет. Цел живот јадам само сув леп и буковска пипер, па решив да појдам таму во градот негде да работам, нешто да спечалам, да се најде некој да ми поможи нешто. Ние сме тие, ние сме поможиле, бе, пријатели. Епа, ако е таква работата, затоа не треба манастир да грабите. Добро де, знаеш, кај нас тоа така се вели манастир? Каков манастир? И знаеш кој е наш манастир? Чекај полека. Што треба да сториме за тебе за да ти биди арно и да те култулиме од немаштијата? Што треба? Не треба многу. Да дајте треба малку поиќе пари да почнам некоја работа, да спечалам нешто и така, да се збогатам. Ти дајме пари. Ако дајте. Прво треба да ти удриме еден мур на грбот. Мур, тука на вратот, да ти удриме еден мур, а после ние со тој мур, од кој ќе се зафатиш ти, ќе си го вратиме заедно што сте подале. Па таква ли е работата? Па не еден, два мура, еве удрете. Кај полека. Што полека, што? Да не се пишманиш, да не викаш постовнеле, мајко. Нема да се пишманам, удрете два мура, колку само дајте парите па да си одам. Чекай, ама ти не треба ништо да потпишеш, да запишеш. Нема ќе потпишам, се ќе Прво направам. треба да ни ветиш. Чекај. Оти нема додиш во црква, разбираш? Туку право само во Неана, таа е наша црква. така. Па добро де, така ќе сторам, дајте ги парите. Чекај право да ти го удриме муро. Ајде, намести се врата, ајде. Ама чекајте, ама... Да шо? Ајде се оди. Не, добро, еве, ајде, удрете. Ќе потпишам. Не треба да потпишеш ништо. Разбуди се, човече. Ќе настинеш. Кој си ти, бе, човеку, а? Од каде овде? Кој сум? И човек сум. Кој да сум, човек сум. А ти шо вака, бе, кај си тргнал? Бе, пријателе, маката ме натера наваму, во град одам. Вела, таму имало работа, нешто да спечалам, некоја паричка, жената, децата да си нахранам. Што да Велиш в град одиш, а? В град, таму ќе појдам. Па и јас сум за таму. Да појдеме двајцата, бе, пријател? Парно, пријателе, велиш, двајцата да појдеме поарно заедно, отколку сам вака по патот, како што одам, или со оние пријателине. А, оние од сонот, а? Од кај знаеш за сонот, бе, пријателу, а? И јас сум стар човек, бе, пријателе. Ако? Се знам. Убаво. Добро, велиш, в град ти одиш. Ќе одам. А што ќе работиш таму? Не знам, пријателе, да ти кажам, било што, измеќарлак, нешто да помагам, да слугувам. Не се плашам од работа. Ќе работам само да спечалам некоја паричка. Од измеќарлак пари не се печалат, бе, пријателе. Знам, ама што да правам. Вака сум решил јас, ај ние заедно да се завртачиме, пријателе. Да земеме една мијана, да направиме на едно убаво место. Па пари, знаеш колку ти сака душа тука ќе има. Слушај, ти си помлад, ќе работиш, јас ќе ти помагам. Абе, пријател, не шегувај се со мене вака сиромав. Од каде јас ортак да ти видам? Немам ни скршена пара в джеп, не ме гледаш топук, голта. Лесна работа, бе, пријателе. Пари имам јас.
Јас како стар човек ќе дам парите, а ти како помлад човек и пргав вака, кој што те гледам, работата ќе ја даеш. Јас парите, ти работата. И така ќе се завртачиме. Тогаш бидува, јас не се плашам и да слугувам и да помагам и сета работа ќе ја вршам. Јарно, И ќе ти помогнам колку треба. И ај лека полека да кидисуваме. А дома како велиш, сиромаштија? Сиромаштија, да ти кажам, голема сиромаштија. Жена, деца, знаеш како е. А ништо ни за храна има, ни за ништо. Сув, лепи, буковска сол. Хајде, пријателе, да одиме. Се отсеја за натамо, ортаци сме си ние. Ајде, ќе работиме заедно. Ајде, можеш, мамо. Ајде, полека. Ајде, лека, полека. Ќе дојдам и јас, пријателе. Полека, Добро, пријателе, Си изморив, пријателе. Ако. Ајде да се отпочинеме малку. До сега се туркаше некако, ама веќе не ја бива работата. Бе, пријателе, секој со својот крст на чело. Така е, ама знаеш, си одам по пато вака и си мислам на една мака што си ја имам, еден греф во душата. Голем греф. Што греф е тоа, пријателе? Ајде да чујам. Знаеш, дома имам, тамо во куќичката, имам една икона од Свети Никола. Убаво? Му се молевме, така, секој ден, секоја вечер. Му се крстевме, што се вели, свети му палевме, кандило. И така, масло му турапа стално? Така, стално, да ми поможи, да ми тргни работата, животот да ми биде поарен, ама се полошо и полошо. Велиш од бетер по бетер, пријател. Не ја бидуваше работата. Еден ден така збеснав, ја зедов иконата, ја треснав од земјата и така голем греф направив. Па сега, не знам, Господ Бог ќе ми прости ли гревот што го направи, голем греф направи. Пријателе, тоа ич не ти чини што си ја треснал иконата, си ја искршил. Знам. Не е убаво, ама Господ проштева, ќе ти прости. Штом има покаяние, има и прошка. Така е. И жена ми така ми велеше, ама голем греф направив. Многу ми е надвише. Пријателе, требало да ја послушаш жената. Од има една стара што вели трпение, спасение. Така е. Имаш право. Така ти велиш и жената, велиш, а? Така. Па, пријателе. Ајде. Неј се, ќе се најде некоја чаре. Ти благодарам. Со мене ќе печели се ја пара. Од епа. јас многу пати сум се заортачувал така. Голи како пиштоли беа. Сетне големо богатство направија, се збогатија. Ти благодарам многу, пријателе. Едвај чекам да почнам да работам и да спечалим. Ајде, да одиме. Ајде се пододморивме. Ајде, полека. Ево, одат. Ајде. Да одиме. Ви велам јас, не беше човек, тој волкоец беше. И ко ќе фатеше да збори, ќе подбележе. Ете го пак, абе не беше тој даткавиот. Си повркал ти работата. Овај беше тој грбавиот. Не бе, чекајте, јас ќе ви кажам. Ајде ти ќе кажеш.
Ајде дека кажеш ти ке не стемни, кажи си ти. Тоа тоа што викам грбав беше. Ти што мислеше дека дъткав, тој беше грбав и собран кога дојде таму. Грбав беше и дъткав беше. Добро, чекајте се убото, ама не оди работава со празни чаши. Ајде се напиеме нешто, јас ке честна мене ми е редот. Аклија си, ајде се напиеме. Само јас сега ќе честам. Се грбав беше или како? Грбав беше и јас ќе честам. И мезе и ракија се има. Дојдо. Пријателе, да станам да ти поможем троа? Бе, Ортаку, не треба. Добро е, само седи, одмори се, напи се една ракијичка. Јас ќе ја завршам сета работа. Што е, ништо ова не е. Па малку зум и помлад од тебе, ајде. Еве го, и мезето. Има и јадења. Што има? Можете да земете што сакате. Ќе дојди ред и за тоа. Јагнешко печено, свинско пржено, свинско печено, почански орисо пилешко, полне ти пиперки, лута јанија, елба сантава, леле, ако треба ја сум овде. Меанџија, а кебаб има ли? Де бре, ми ги расипа јадењата шуба и јадење, ми кажам кебаб права. Браво, пријателе, браво. Кога гледа човек колку се сложувате убаво, му иди да ви позавиди. Ве слушам на муаветот, бе, пријатели, ама вака ќе ви кажам. Со овој човек, Ортаков мој, се вативме ние на работа, вака и се договоривме. Тој да ја тера работата, а јас да ја дам парите. Чунки чорбаджија човек сум. Па и така личи. Нели, помалечко, помладо, го биват за работата, а? Па, бога ми, баја ги печаливме. Еве, дојде време да се враќаме на Вилајет, стари крај. Утре ќе заминуваме. Абе, милина е да ве гледа човек вака, како работите заедно. Море, убаво сте си ја наредиле вие. Бај ги време ќе е како сте заедно, а? Колку време е тоа? Па бај ги ќе да е. Со вас ни беше убо. Сега, кој знае со другите што ќе дојдат како ќе не биди. Како оди работата? Ајде, на здравје. На здравје, пак да ми дојдете. Некој катили ако дојда други, што правиме тогаш? Не дај Боже така. Катили... Ајде, мора да се не знам. Ајде, па пак ќе викнам јас. Ајде, Меанџи, притури малку. Пријателе, лека полека си уиде времето. Треба дома да се оди. Парите ги поделивме по полојна. Полојна тебе, полојна мене. И се што треба, завршивме. Утре рано, со Господа напред, дома си ојме, а? Така е, пријателе. Знаеш, од една страна се радувам што ќе си одам. Ќе се видам со жената, ќе им се радувам на дечињата. Ама некако од друга страна, жал ми е за село ова овде, се навикнавме. Убави луѓе, жал ми е што мора да се вратиме. Така е, пријателе, така е. Ти јај, со късмет и со Господа напред, утре рано за на Вилајет. Ај сега да поспиеме, да се отпочиниме за пат. Ајде. Море, човече. Што се вртка, што му ја мислиш? Ајде спи. Утре толк пат те чека. Не можам, не ми доаѓа сунам, не можам да заспим. Знам зашто не можеш да заспиеш и зашто не те фаќа сон.
И така е. Не треба да делите по половина. Така е, и јас така мислам, ама. Така се договоривме по половина, а од друга страна не знам. Што ќе му се половина, кога е тој сам, нема никој, јас и жена и деца. Што ќе му се толку пари сам на свету? А што чекаш? Оди и речи му. Речи му да се пределите уште еднаш. А ти земи појке. Немој да крадеш. Само да се пределите уште еднаш. Не можам, така се срамам. Збор дадов, не можам зборот да си го прекршам. Така го дадов збор. Се срамиш, а? Епа тогаш... Знаеш што? Оди и укради му од негоите. Малку. Знаеш, тој ти верува и нема да ги преброи. Нема ни да разбере дека си земал од негоите. Така ќе биде најарно. Ајде оди. Гори бабово, мисла ме кладе. А велиш да украдам, а? Да украдам, а? Не. Што сон ми се виде. Пријателе, човек сонува тоа што мисли. Така е, пријателе, така е. Знаеш, тоа што го сонував, честопати го мислев, па морам да ти кажам што сонував, зашто ќе ми лежи цел живот една грудка на срце ако не ти кажам. Па добро, пријателе, ај кажи, ама што поскоро ти време е за кинисување. Знаеш, сме се успале троа. Така, ама како се ближеше времето да појдеме напад, така се често помислував и тоа што го мислев, морам да ти го кажам. Може би не е право парите да ги делиме на еднакви делови по половина, знаеш. Ти си сам, немаш за кого да работиш, а јас и жена и деца и... Мислев да ги пределиме парите, па јас да земам повеќе, може би... Туве, пријателе, бре. Не сум знаел дека си бил ти таков на срце. Па лели си таков, еве ти ги и моите пари, бе, пријателе. Еве ти се, мене не ми треба ништо. Ама едно да знаеш, и твоите пари се мои. Чунки мојот късмет работеше за двајцата. Оти јас сум светителот твој, Свети Никола. Мене Господ ме прати да ти поможам. Така да знаеш. Ова е најголемиот и најубавиот подарок што го донесов. Кандилото везден да гори, додека сме живи. А јаманет на децата ќе им остави. Така, гревот да се Ева сега седни, да ти покажам што сум донел, што сум спечалил. Седи. Леле. Еве. Ај. Тоа го спечалив. Малку било едно, па две. Домакине, па ти не за еден, за два века пари си донел. Не, само за еден. Тоа за нас, а ова ќе го оставиме за сиромасите. Имам голем греф на душата, па ова нека остане за да го извадам гревот. Што сгреши толку домакин? Што сгреши? Ајде, да не зборуваме за тоа. Ова стави го настрана за тоа што ти реков. Така. Ова ќе ни биде доста. Така е. Арно мислиш, домакине. Арна мисла имаш. Гледаш дека спечали? Ти реков јас. Трпение, спасение. Така
Така е. Трпение, спасение.